Да се води семеен бизнис не е лесна работа. Да се води бизнис со производство на храна е полно со бројни секојдневни предизвици. Но кога сето тоа ќе се искомбинира со желбата на менаџментот долгорочно да го подигне бизнисот на едно повисоко ниво, тогаш природно се јавува потребата од консултантска поддршка. Елена Лалевска-Илиев е косопственичка на пекарата и маркети Елида од Куманово. Ирина Аврамска-Пашовска е бизнис консултантка. Нивната заедничка работа и секојдневна анализа на работењето на Елида во изминатите неколку месеци е од огромно значење за долгорочната одржливост и подобрување на ефикасноста и продуктивноста на оваа кумановска компанија. Нашата цел не е само да ја задржиме, туку и да ја зголемиме нашата присутност на пазарот, но и да обезбедиме одржливост и стабилност. Зошто е важна бизнис диагностиката како алатка, особено за компаниите кои сакаат да растат и да се развиваат? Иако сме успешни локално, бизнис диагностиката ни покажа дека постојат значајни можности за раст и од аспект на пазар и од аспект на производно портфолио. Главните наоди и препораки кои што ги имавме од самиот процес најмногу беа насочени кон корпоративното управување, каде што се идентификуваа можности за подобрување. Тоа беше и од насока на позиции кои што треба да се пополнат, меѓутоа и од насока на процеси кои што треба да се оптимизираат или пак да се редефинираат на некој начин. Исто така утврдивме, како што кажав, и делот за подобрување на анализата на продуктивноста, која што Елида X како компанија ги има капацитетите, има потенцијал и само навистина треба на правилен начин да се направи алокација на ресурси на која што може да се подобри целосното и целокупното работење на самата компанија. Колку во овој контекст е важно сопственикот на бизнисот активно да биде вклучен во самиот процес на бизнис диагностика? Кога засегнатите страни се вклучени уште во процесот на анализа и во процесот на идентификување на наоди и препораки, многу полесно е после тоа и сите тие препораки да се имплементираат, поради тоа што сите се чувствуваат дека се вклучени нели и дека самите тие допринеле да се и идентификуваат, меѓутоа и да се ултимативно да се подобрат. Во тие 3 месеци кои што навистина видовме дека нема многу потреба од големи инвестиции, значи се брзо потезни на некој начин даваат резултат. Големите промени дефинитивно почнуваат со мали чекори, но стратешки осмислени. Елена и нејзиниот тим веќе започнаа со работа. Направивме еден кратко до среднорочен план, каде си зададовме одредени активности кои мора да се спроведат. Имаме капацитет и производствен и човечки и поради тоа можеме уште повеќе да оствариме не само за нас, туку и за локалната економија. Она што навистина фасцинира е кога луѓе кои долги години се во бизнис се спремни да побараат стручна помош и да направат важни промени, не само за профитабилноста на својата компанија, туку и за доброто на вработените и пошироката заедница каде бизнисот има свое влијание. Ангажирање на консултант нам ни овозможи да добиеме нови перспективи и да се стремиме кон имплементирање на модерни практики кои се клучни за нашето развивање. Ирина, која би била вашата препорака до сопствениците на компании, зошто е потребно да прават бизнис диагностика? Сакам да ја нагласам потребата и навистина сакам компаниите да почнат да ја препознаваат потребата од ваков воведување на ваков процес и повеќе би кажала дека ова не е еднократен настан, туку тоа треба да се воведе како некоја пракса за компаниите. Зошто? Затоа што тоа е како една проверка на своето здравје. Самата бизнис диагностика резултира со многу добри структурирани податоци и самите сопственици или менаџери, особено на семејните бизниси, ќе им даде информирана одлука. Елида е посветена компанија која се грижи за своите вработени, за заедницата во која делува, но и за животната средина. Во таа насока, компанијата неодамна набави неколку вендинг машини за собирање и селекција на пластичен отпад од пакомак. Со ова се дава дополнителен придонес кон јакнење на свесноста во јавноста за потребата од селекција и рециклирање на пластичниот отпад, поголема заштита на животната средина и долгорочна одржливост на одговорните компании, каква што е Елида од Куманово.